Како верен следач на македонската верзија на Кардашијан реалното шоу со наслов "Фатете ја дивоградбата", каде во главна улога е Арсовска, морам да признам дека имавме прилично возбудлива недела. Откако го разори цел чај, викајки дрско дерејки им се на градежните работници, со повици нели од типот "излези ако си маж", македонската Кардашијан влезе во градскиот совет. Со билборд во рацете бараше да се расправа за дивоградбите во Чаир и со својот вообичаен дрзок стил се обидуваше да ги дисциплинира советниците, нарекувајќи ги кучиња. Нормално обидот не ја успеа затоа што советниците не потпаднаа на оваа кампања, сметајќи дека таа на 4 месеци пред избори само прави циркузи и дека со дивоградбите требало да се занимава последните 3,5 години, а не само сега, што е апсолутна вистина. Сега проблемот е што дека таа се гледа себе си во улога на Дон Кихот, градот што треба да го води буквално се распаѓа. Во истиот период дека глуми Кардашијан, приватните превозници се заканија дека ќе ги паркираат автобусите, бидејќи ЈСП им немаше исплатено ниту денар. Во истиот период контејнерите низ цел град се преполни со ѓубре и на овие температури градот не да смрди, туку корне. Во истиот период половина Скопје остана без вода и наместо најавените 15 часа чесмите на некои места останаа суви 2 дена. И да не редам натаму. Ама важно Арсовска, во еден ист статус, се жали како некој се заканува за неколку реда подоле, се фали како во Советот на Европа станала потпарол или координатор на следење на испречување корупција на локално ниво. Сега ми е јасно зашто кутрата цел мандат го мина без потпарол. Таа ја сакала функцијата за себе. Па еве, слободно нека си ја земат. Нас нека ни е Господ на помош уште овие 4 месеци. Но што не сме истрпеле, така што мислам дека ќе истрпиме и неа.